За разлика од неговиот битолски пандан, кој едно утро се разбудил и станал тоа што станал, Охридскиот смета дека не е баш така лесно. Постапката е макотрпна и затоа е потребно да помине доволно време од доаѓањето на светот. Че тоа е процес, тоа никој не се родил и е македонски българ. Низ тој процес веројатно постојат фази и ритуали низ кои задолжително мора да се помине. Најпрво е важно да станеш партиски послушник. Потоа малку и да се радикализираш, а во последниот чин неопходно е да прераснеш во остар демонстрант, кој со душа и срце, патриотски гушнат со барјакот од кутлеш, ке се ги брани Македонија и нејзиниот од сегашна дистанца, западен дијалект. За оваа татковина си ме пролеано многу капки крв и нема да ги заборавиме. Ова е унитарна Македонија. За оваа татковина си има пролеано многу крв, нема да дадеме да се учи друг јазик, бидејќи земја без јазик не е земја. Предпоставката дека измешаните брзини се својствени за јуниори изгледува дека е точна. Ако тие се сосема нови во групата, тогаш многу љубат да се подпираат на туѓата историја, па дури да си ја присвојуваат. Тоа што Таче и Таравари во владата предлагаат советник на Груевски, дополнително влијае врз гордоста. Пошто мене и како ми се важни кои се минијата ставени на гласање. Еве има еден наш кадар таму. Па мислам дека министрот Што го сметате за ваш? За информатичко општество. Добро, да. ама внимавајте со ова наш кадар, бидејќи тој е кадар од времето на Груевски. Опозицијата веднаш ќе ви каже дека не сте расчистиле со времето на Груевски. Јас имам расчистено така да ми е едноставно мене тоа. За разлика од дојденците, староседелците никако да се изборат за своето место под сонцето. Иако Божем не сакаа веќе да се печат, па решија да го напуштат јадото. Сепак, на мала врата, се обидуваат да се втурнат небрежно препорачувајќи кој заслужува нов почеток. Политиката е премногу сериозна работа за да им се препушти на аматери. Значи, ако ти треба доктор, кај кого одиш? Одиш кај некој што е 20-30 години доктор кој што има прегледано 10.000 луѓе. Ако ти треба сервис за автомобил, одиш кај човек кој што прегледал 10.000 возила и кој што го знае цел град и така натаму. А кога треба да се води државата, тоа ќе ја пуштиме на некој падобранец кој што дошол, кој што не го знаеме. Километражата е исклучително важна во политиката, а на топ позиција кога си пратеник од натрешноста и имаш стан во Скопје. Тогаш само ја набиваш додавајќи и додавајќи. Оти така се прераснува од аматер во сериозен политичар. Нема службени возила, пратениците ги одржуваат сами менуваат гуми, сами менуваат опрема, сами ги регистрираат. Сето ова пратеникот си го плаќа сам. И на крајот, додека СДСМ се мачи бирејќи нови партнери, правејќи некакви алијанси за Европа, ВМРО ДПМН не само што е веќе таму, туку е и на власт. Да бидам искрена, ние одамна сме во Европската Унија, некои персонално, а богаме некои партиски. Може да кажам дека ВМРО ДПМН во моментов преку своите пријатели ИПП управува со Европската Унија. Тоа што тие владеат со Унијата е добро за нив, ама за Македонија ќе биде најдобра кој ја возможат да стане дел од неа. Се друго, колку и да е искрено, е аматерски политички спин од искусен универзитетски даскал.